Почитувани представници на медиумите, денеска заедно со премиерот Ковачевски и министерката Петровска направивме обиколка на АТС АМО во Самоков, да се запознаеме со процесот на производство, но и непосредно од менеджментот. Имавме можност да слушнеме за тоа како се управува со еден од најмодерните фабрики, која придонесува значително за локалната економија во Македонски Брод и која е потврда за економските придобивки и можности кои полноправното членство на земјата во НАТО ги носи. За сите и за домашните компании. Полноправното членство во НАТО нема само политичко и безбедносно значење за државата, таа секако носи позитивни ефекти врз националната економија, создавајќи можности за раст на домашните компании, зашто пример е АТС АМО или АТС групацијата, која е впишана како економски оператор, која има пристап до тендерски постапки во одбранбениот сојуз во вредност од над 5 милиарди евра. Како членка на оваа стратешка алијанса, на домашните компании им се создаде можност да пристапат до нова мрежа на економска соработка и торговски партнерство, да создадат нова додадена вредност како за нив, така и за севкупната економија во нашата држава. Би сакал да ги повикам домашните компании да го следат примерот на АМО, да се охрабрат, да ги приспособат и реструктурираат своите производствени процеси, односно своите производи да ги усогласат со највисоките стандарди на алијансата, што е услов за учество во тендерските постапки. Ова бара технолошко напредување, но затоа компаниите не се оставени сами. Во оваа насока ќе го споменам Законот за финансиска подршка на инвестиции како можност која ја создадовме за домашните компании да бидат поддржани токму во делот на инвестиции за технолошко унапредување на производството, посебно во делот на инвестирање на истражување и развој, каде финансиската поддршка изнесува 50% од прифатливите трошоци, како и поддршка во делот на извозот. Веќе преку овој закон се поддржани над 919 домашни компании кои имаат реализирано инвестициски циклус од пола милиарда евра, поддржан од страна на владата со околу 100 милиони евра. На овој начин директно ги стимулираме и домашните компании, своето производство, своите производи, да ги прилагодат на критериумите од алијансата и со тоа да им отвориме нов простор за раст на бизнисите, за отварање на нови работни места со достоинствени плати за нашите сограѓани. Благодарам.